Ова е најмалку трет сериозен настан поврзан со обезбедување на Мицковски. Еден од настаните беше пред МОШ, тепачката со НТШ и можното покривање на трговија со дрога. Тоа се покри и се забошоти, затоа што луѓето му беа битни на Мицко. И треба да проверите кај се сега поставени вториот настан, кој што е забошотен, но не престанува да биде кривично дело, се Делчевските ниви, каде што исто така возач на Мицковски учествува во една многу сериозна мафијашка организација, кои што се приведени тогаш, откриени се сите трансакции, а беа у притвор, а замрзнати се парите, нели? Бидејќи оплячкана државата, бидејќи државата има дел во Евана. После договор политички на Мицко со Заев, представникот на владата ја повлекува изјавата, но пред да дојдам до овој трет настан сега, моето прашање е дали ако постои криминал, една изјава го дефинира како криминал или го дефинира како нешто што не е криминал? Не, криминалот е криминал. Има бројки, има трансакции, има намера, има организација, фатена е целата комуникација по телефони и така натаму. И сега трет случај во кој што пак учествува човек кој што е шофер, а ја мислам кога си премиер, еден од најбитните во антуражот е шоферот. Второ, многу е битно, НЗС-то на овие три случаеви е Мицко. Или он цело време ништо не знае, така? Он не знае за Делчевски ниви, он не знае за ова, не знае. Он ништо не знае. Они сега ќе се прават глупи августи и еве апсиме наши. Мора да дознам, како заинтересирана јавност, колку време трае ова? Дали е месец дена или година дена? Или 5 години? Дали ако трае од времето кога се они опозиција, картелот финансирал ВМРО да дојде на власт? Сакам да знам. Дали е овој човек врската меѓу тие структури? Дали е единствениот кој што е курир?